Почитувани битолчани, жители на општина Битола, 19 октомври 2025, историски ден за сите нас. Гласаме на локалните избори, избираме нов градоначалник и советници. Досега сите добро знаете, за жал сме гласале за луѓе кои што наместо нешто добро да направат за општината и за сите нас, и ја уништуваат. Не само што ја уништуваат, туку и само работеа за себе, да си имаат некој си раскошен, раситнички живот. Ако гласаме за злото понатаму, ќе продолжи уништувањето на економијата, здравството, образованието, животната средина. Ќе имаме најпоќе заболени од канцери. Никој нема да води грижа за старите, изнемоштените, луѓето со посебни потреби, сиромасите. Спортот, културата и понатаму ќе пропаѓа. Младите масовно ќе се иселуваат и повозрасни стручни кадри. Битола ќе се празни. Фамилите, семејствата ќе ни се уништуваат. Ние ваква Битола не сакаме, драги мои битолчани и жители на општина Битола. Ние сакаме многу поубава Битола. Затоа ве повикувам. Гласајте за мене, за Јорго Огненовски, за Иден Баш, градоначалник. Гласајте за нашата советничка листа на демократи. Зошто ова го кажувам? Со самото моје доаѓање како ваш градоначалник и нашите советници, одма ќе почнеме да работиме на децентрализација, за да можат општините, нашата општина, да ги користе своите ресурси и пари како ние сакаме. Да почнеме одма да градиме фирми, фабрики, каде ќе ги вработуваме младите. Нас не ни треба коцкарници и обложувалници на секој чекор во Битола. Това ќе го спречиме. Коцкарници ќе има на одредено место во мал број толку. Ние сакаме да имаме врвно здравство и тоа може да го постигнеме. Сакаме да имаме врвно образование и тоа ќе го постигнеме. Сакаме да имаме здрава животна средина, да спречиме изградбата на депонијата за ѓубре регионална, каде што 18 општини сакаат да носат ѓубре. Ќе поставиме филтери, една за секојаш рек Битола да не нетруја вода. И што е најважно, ќе финансираме млади стручни кадри, научници, иноватори, да останат во општината, а не да бегаат. Ќе финансираме во спортот, ќе финансираме секаде каде што ние како граѓани ќе уживаме од плодовите на нашите инвестиции. Ќе привлекуваме странски инвеститори и домашни. Ќе градиме партнерство помеѓу странски инвеститори и домашни. Поточно кажено, градиме фирми и фабрики. Ние се зборуваме, но едно забораваме. Дека сите ќе се иселат млади луѓе ако не можат да најдат добра работа со добра плата. Во светот, градовите, општините и државите водат напред затоа што имаат врвна економија и може да ги задржат младите стручни кадри единствено ако им обезбедат вработување и високи плати. А тоа, јас како ваш иден градоначалник, заедно со Советот, можеме да го постигнеме. Затоа ве повикувам да гласате за доброто, гласајте за демократи, заокружете 29. Благодарам за вниманието.